Тивко семејство живееше во близина. Беше вознемирано една вечер, кога си легна, со силен извик: "Ох, јас сум во пламен." Малата внука отиде во незината спална соба, ја стави свеќата на масата пред прозорецот и поседнувајќи над неа да го затвори прозорот, незината облека се запали и таа набрзо беше во пламен. Плачеше со сета сила што имаше и баба ѝ долета брзо на помош и го изгасна пламенот. Таа беше малку изгорена, но ако незината баба не беше во близина, или не беше доволно брза, или не знаеше како да го изгаси огнот, последиците ќе беа страшни. Темата на денешната проповед ќе биде зошто треба да евангелизираме. Зошто треба да евангелизираме? И ќе видиме 4 причини или мотивации зошто тоа треба да го правиме. Тие причини или мотивации ќе бидат Божја заповед, љубов кон луѓето, чисти од крвта и ужасот на пеколот. И секоја од овие 4 мотивации или причини ќе ги разгледаме посебно. За почеток да видиме малце за вовед. Да прашаме што значи да се евангелизира. Да се евангелизира значи да се сподели Евангелието, тоест добрата вест или радосната вест. Што значи радосната вест? Радосната вест значи личноста и делата на Христос. Што тој направил, кој е он и каква примена имаат неговите дејства за човекот. Но пред да се сподели добрата вест или радосната вест, потребно е да се сподели лошата, да се постави правилен контекст или позадина, каде што Евангелието ќе светне и ќе добие значење и живот. Без правилен контекст, без правилна позадина, Евангелието не прави никаква смисла. Телото Христово, црквата, тоест верниците, тие што се наново родени, се оставени на земјата за оваа причина. Значи, ние сме оставени на земјата, а не сме земени во рајот откако ќе бидеме спасени, со една примарна причина. А тоа е да евангелизираат, да сведочат за Христос и за неговите дела и да прават ученици. Тоа е нивната цел. Затоа се овде поставени и оставени на земјата. Иако важно и битно, учењето на црквата, теологијата, славењето и другите пропратни служби, административни, кои се потребни за една црква да функционира, се слуги на евангелизирањето. Тие се секундарни. Примарната цел, суштинската цел е евангелизирањето, правењето ученици. Затоа црквата, затоа верниците се овде на земјата. Тоа е нивната причина на постоење. Евангелизирањето вклучува повик кон учеништво, повик кон покорство кон Христос, повик да се биде негов ученик, да се биде негов следбеник, да се биде негов. Ајде да видиме првата причина, Божјата заповед. Првата причина зошто треба да евангелизираме е бидејќи е Божја заповед. Во Матеј 28 глава, 18 до 20 стих, Господ Исус ни ја дава големата заповед или големата мисија. И пишува: тогаш Исус се приближи и им рече: дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Одејќи, правете ги сите народи, мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И еве јас сум со вас до сите дни, до свршетокот на светот. Амин. Во Марко 16 глава 15 стих исто Господ Исус заповеда и вика на учениците: одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието
на секое создание. Во Лука 24 глава, 45 до 47 стих имаме истата перспектива. Тогаш Исус им го отвори умот да ги разберат писмата и им рече, напишано е дека Христос треба да пострада и да воскресне од мртвите во третиот ден и да биде проповедано во негово име покаяние и прошка за гревовите на сите народи, почнувајќи од Јерусалим. И уште едни стихови, Дела, 1 глава од 6 до 8 стих. Собраните го праша со овие зборови, Господ Исус е меѓу нив, воскреснат. Викаат, Господе, сега ли ќе го воспоставиш Израелското царство? А тој им рече, не е ваше да ги знаете времињата и настаните што таткото ги одредил во својата власт. Туку ќе примите сила, кога Светиот Дух ќе влезе на вас, ќе слезе над вас, и ќе бидете мои сведоци како и во Јерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија, па се до крајот на земјата. Исус се вика, не се секирајте кога Бог ќе го воспостави своето царство на земјата. Вашата секирација сега, вашата задача сега, вашата мисија сега е да бидете мои сведоци, да бидете мои ученици, да го ширите Евангелието. Тој што има целата власт на земјата и на небото, тој што има апсолутна власт над сите луѓе, над сите цареви, над сите империи, тој кој е издигнат на високо, највисоко, тој кој е семокен, тој пред кого секое колено ќе клекне, било кој што живеал кога и да е, тој кој има име над секое име во овој свет и во идниот, дава заповед. И вика на сите христијани, правете мои ученици. Евангелизирајте. Таа е вашата мисија. И ова не е опција, не е оставено на избор или на преференца, не е ако можеш, ако имаш време, не е ако сакаш, не е дали си расположен. Ова е заповед од Бог до сите христијани. Е заповед. И кога човек ќе почне да евангелизира, кога ќе почне да сведочи за Христос, тогаш ќе почнат и ќе дојдат нападите, навредите и прогонствата. Нападите и прогонствата и навредите нема да дојдат ако сме христијани под затворени врати и се криеме под завесите. И си читаме дома Библија, си се молиме дома, го славиме Бога дома, слушаме проповеди, но не излегуваме надвор и не им кажуваме на другите за Христос, не евангелизираме. Не кажуваме дека сме христијани. Сме христијани во тајност. Така нема да дојдат нападите, навредите и прогонот, а тие се очекувани. Тие се очекувани дека ќе дојдат. Во Тимотеј 3 глава, 12 стих Павле вика, сите кои сакаат да живеат побожно во Христос, ќе бидат гонети. Прашањето е зошто? Зошто ќе бидат гонети? Зошто евангелизираат? Зошто сведочат за Исус? Зошто се покорни на неговата заповед? Во Матеј 5 глава, од 10 до 12 стих, каде што Исус ги објаснува белезите или карактеристиките на вистинските христијани во блаженствата, така наречените блаженства, и зборува за вистинските верници и им вика: блажени се оние кои се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Блажени сте кога ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас, секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа и пророците кои беа пред вас. Навредите, клеветите, прогонот се резултат на евангелизирањето, се резултат на ширењето на Евангелието.
Во Јован 7 глава од 6 до 7 стих Исус, зборувајќи со неговите браќа по тело, им вика: моето време уште не е дојдено, но вашето време секогаш е подготвено. Светот не може Светот не може вас да ве мрази, а мене ме мрази, зашто сведочам за него дека неговите дела се зли. Омразата доаѓа кога гревот е разоткриен. А тој е разоткриен преку евангелието, преку евангелизацијата. Евангелието го разголува човекот и го покажува во сета негова болна и изопачена деформација. Човекот мисли дека е супер, мисли дека е добар, доаѓа евангелието и вика: не си добар, си паднат, си грешен, си застранет, и до таа степен што Бог ќе те фрли во пеколот. И тоа создава омраза, тоа создава презир, и тогаш доаѓаат навредите и прогонот. Големата заповед не е оди и прави добри дела и чекај другите да те прашаат зошто си ти толку различен и добар. Ти си нешто посебен. Додека не те прашаат, не зборувај. Тоа не е големата и добрата и врвната заповед. Добрите дела и новиот живот се веќе предпоставени. Се веќе земени во предвид дека постојат. Ако немаш нов живот, ако не си наново роден и немаш добри дела, воопшто не ја отворај устата и не сведочи. Стариот и грешен живот и лошите дела, отровните плодови, носат оцрнување на Евангелието. Носат страм. Големата заповед е: оди, прави мои ученици, евангелизирај, сведочи за мене. И веќе е предпоставено дека тие што се наново родиле, тие што се спасиле, треба да евангелизираат. Тие што не се наново родиле, очигледно треба прво да се наново родат, па да евангелизираат. Викаш дека си христијанин. Викаш дека си се покајал. Викаш дека Господ ти го сменил твојот живот. Викаш дека Христос е твој спасител и Господар. Викаш дека живееш за Исус и Он ти е најважен во твојот живот. Дали и како ја исполнуваш оваа заповед? Како ја исполнуваш оваа заповед? Што правиш? И ако не ја исполнуваш оваа заповед, дали си се прашал зошто? Зошто не ја исполнувам? Што ме спречува? Од што се плашам? Што се случува во мојот живот? Дали евангелизирањето и правењето ученици е примарно во твојот живот како христијанин? Дали е нешто за кое живееш? Дали е нешто каде што гледаш: овде на земјата сум за тоа, овде сум оставен на земјата, за таа причина? Дали се е насочено и поврзано во твојот живот со оваа заповед? Со градењето и ширењето на Христовото царство? Ако не е, преиспитај се. Ако не се покоруваш на оваа заповед, покај се. И почни да се покоруваш. Втората причина или мотивација зошто треба да евангелизираме е љубов кон луѓето. Љубов кон луѓето. Кога ќе видиш Богот што те спасил, од каква темнина, од каква мизерија, од какви ланци на гревот, од каква осуда, и кога ќе видиш каков драгоцен диамант ти дал, диамант кој нема вредност, како нема да не им кажеш на другите каде можат овој диамант да го најдат. Каде можат и тие да се спасат од мизеријата, од слепилото, од црнината во кој тонат.
Имаме љубов кон луѓето, бидејќи тие ја носат Божјата слика во нив. Носат Божји карактеристики во нив. И затоа се вредни, и затоа се посебни. Ние како верници го љубиме Бог, и зошто го љубиме Бог, се што е рефлектирано од Него, исто така го љубиме. Човекот е создаден во сликата на Бог и затоа ги љубиме луѓето. Истата крв тече и низ нивните вени и низ нашите. Истото месо и коски е во нашите тела и во нивните. Од еден татко Адам и една мајка Ева сме. Сите сме поврзани, сите сме браќи и сестри во човечка линија. Во кој човек да погледнеме, се гледаме себе си. Ги гледаме истите очи, истата глава, истите раце, нозе, истата човечка природа. Дж. Милер за љубовта пишал вака, отворен цитат. Должни сме на сите. Љубовта е долг кој никогаш не може целосно да се подмири. Може би сето ќе го платиме денес, но утре тој долг останува ист како и вчера. Тој е долг кој секој го должи на сите. Тоа не може да се исплати со нека обична сентиментална љубов. Многу го чинеше Павле да ги подмери своите обврски и да ги плати долговите кон другите. Има еден вид на филантропски чувства кои некои луѓе ги имаат, но не ги чини многу. Но за да ги плати своите долгови на љубов, Павле се откажал од се што имал и потоа се предал на служба, страдање и жртви до крај. Вистинската љубов секогаш чини. Суштинската особина на љубовта е несебичната помош, носењето на животот со сите негови богати дарови и моки на таков начин да биде благослов за секој друг живот што го допира. Затворен цитат. Љубовта, по дефиниција, е несебично пожртвувано давање. Љубовта дава. И секој кој љуби, дава. Не зима, туку дава. Поголемите поклони покажуваат поголема љубов. Што поголем е поклонот или дарот, толку поголема е љубовта. Дарот ја манифестира длабочината и големината на љубовта. Најголемата манифестација на љубов е да се даде најголемото и највредното. А што е тоа? Тоа е вечното Евангелие. И тоа се дава преку евангелизација. Најголемата манифестација на љубов, најврвната, е да се даде највредното, најврвното, а тоа е Евангелието. Кога гледаш колку Исус те љубел, што направил тој за тебе? Кога гледаш каква смрт умрел за тебе, не можеш да не ги љубиш луѓето. Кога гледаш он колку тебе те љубел, не можеш а ти да не ги љубиш исто така другите. Октавиус Уинслоу за Божјата љубов кажал, отворен цитат, Исус е најскапоцениот израз на Божјата љубов. Исус легува од Божјите пазови на љубов. Исус го трга настрана превозот на неговата љубов. Исус е Божјата љубов изразена, Божјата љубов воплотена, Божјата љубов која зборува, која се мачи, која умира, која откупува. Исус е каналот низ кој океанот на Божјата љубов ги изми бреговите на оваа земја. Исцелувачките бранови на неговата душа се шират како море на животот над ова извалкано, проклето, тажно и грешно човештво. О, нека секоја наклонетост на нашето срце, секоја способност на нашата душа, секоја сила на нашиот ум, секоја акција на нашиот живот биде отолотворен израз
на благодарност со зборовите на апостолот фала му на Бог за неговиот неискажлив дар. Затворен цитат. Кога гледаш колку Исус те љубел и до кои нивоа се спуштил и паднал и се понижил за тебе, не можеш да не го кажеш Евангелието на други луѓе. Не можеш да не ги повикаш другите на учеништво кон Исус. Не можеш да не ги повикаш другите кон овој Исус кој паднал за нив и умрел. Исто така, кога го гледаш слепилото на луѓето, кога ќе видиш каква конфузија, во какви сплетки, во какви таги, во какви гревови, во каква расипаност живеат, не можеш да не тажиш за нив. Кога гледаш како тонат во грев, не можеш да не ти е мака за нив. Чарлс Спржан за човекот кажал, отворен цитат, повеќето луѓе не бараат да избегаат од гревот што доаѓа, туку се зафатени со световни работи, додека пеколот е близу до нив. Тие се како идиоти кои ловат муви на брод, кој во самиот чин на тонење. Гледаме многу луѓе кои се зафатени со своите тела, си украсуваат себе си, а нивната душа е во пропаст. Тие се како човек кој боедисуват влезната врата на својата куќа, а неговата куќа е во пламен. Луѓето се во неберна потрага по задоволство, во земни работи. Тие лакомо го ловат фантомот на богатството, тие патуваат по патиштата на славата, ги копаат рудниците на знаењето и се исцрпуваат по измамничките наслади на гревот. И гледајќи дека сето ова е суета и празнина, стануваат многу збунети и разочарани, но сепак продолжуваат во својата неплодна потрага. Иако се уморни, тие се уште одат напред под влијание на духовно лудило. И не може да го постигнат резултатот, туку добиваат вечно разочарување, но сепак притискаат напред со многу жар. Затворен цитат. Сакаш ли да им го дадеш на луѓето највредното, најголемото, најскапоценото? Дали има љубов во твоето срце кон луѓето? Или има презир? Дали ги гледаш луѓето како фигури преку кои ти можеш да добиеш нешто, преку кои ти можеш да ги искористиш, или ги гледаш луѓето како креација на Бог, каде ти треба да се дадеш, каде што ти треба да ги љубиш? Дали ги љубиш луѓето до таа степен да не можеш да не го споделиш Евангелието со нив? Третата причина или мотивација зошто треба да евангелизираме е да бидеме чисти од крвта на луѓето. Овој концепт или терминологија чисти од крвта доаѓа од Стариот Завет. Има неколку пасоси каде се провлекува у Стариот Завет. Јас ќе прочитам две пасоси од пророкот Езикиел, каде јасно се гледа оваа терминологија. За што се работи? У Езикиел 3 глава ќе прочитаме и Езикиел 33 глава. Овде Бог зборува со Езикиел. Да почнеме од Езикиел 3 глава, 17 и 18 стих и 20. Бог му вика на Езикиел: сине човечки, јас те поставив за стражар на домот Израелов. И ти ќе го слушаш словото од мојата уста и ќе опоменуваш во мое име. Кога ќе му речам на беззаконикот ќе умреш, а ти не го опоменеш и не зборуваш, да го одвратиш беззаконикот од неговиот грешен пат, за да тој живее. Тој беззаконик ќе умре за своето беззаконие,
но крвта негова јас ќе ја барам од твоите раце. И ако праведник отстапи од правдата своја и почне да прави гревови, јас ќе му ставам сопка, Бог вика, и тој ќе умре. И ако ти не си го предупредил, тој ќе умре поради гревот свој. И нема да му се примат праведните дела што ги правил во минатото. Но крвта негова јас ќе ја барам од твоите раце. Истиот концепт, истата фраза се провлекува во Езикијел 33 глава од 1 до 9 стих и првен дава човечка илустрација на стражар и потоа е духовната илустрација. Во први стих вика: и дојде Господовото слово над мене, пишува Езикијел. Сине човечки, кажи збор на синовите на твојот народ и им речи им: ако пратам врз некоја земја меч, и тој народ на таа земја избере човек и го постави за стражар, и тој штом го види мечот дека доаѓа над земјата, ќе затруби со труба и ќе го предупреди народот. И ако некој не го чуе трубниот глас и не обрне внимание, тогаш кога ќе дојде мечот, ќе ги достигне нив. Крвта негова ќе падне врз неговата глава. Трубниот глас кој го чул, а не обрнал внимание, крвта негова ќе падне врз неговата глава. А кој обрнал внимание, ќе си го спаси животот. Ако пат стражарот го види мечот што доаѓа и не затруби со трубата, и народот не е предупреден, тогаш мечот ќе дојде и ќе им го одземе животот за нивните гревови, но крвта нивна јас ќе ја барам од стражарот. И еве ја сега духовната примена. И тебе, сине човечки, Бог вика: јас те поставив за стражар на домов Израелов. Ти ќе го слушаш моето слово од мојата уста и ќе зборуваш за мене. Кога ќе му речам на грешникот: грешнику, ќе умреш, а ти не кажеш ништо и не го опоменеш беззаконникот да го остави својот грешен пат, тој ќе умре за гревот свој, но крвта негова јас ќе ја барам од твојата рака. Ако пак беззаконникот си го предупредил и тој се врати од својот грешен пат и се одврати од својата зло, и тој не се одврати од своето зло, тој ќе умре за својот грев, но ти ќе си ја зачуваш душата своја. Истиот концепт на чисти од крвта доаѓа во Стариот Завет, мислам во Новиот Завет, и се гледа истата терминологија. Например, во Матеј 27 глава, 22 до 25 стих, кога Исус стои пред Пилат и збори со народот, што да прави со Исус. Пилат им рече: што да правам со Исус, наречен Христос, вика на народот. И тие одговорија силно, вика да биде распнат. Управникот рече: па какво зло направил? Тие посилно викаа и викаа да биде распнат. Пилат, штом виде дека ништо не помага и буната се зголемува, зеде вода, си ги изми рацете пред народот и рече: невин сум за крвта на овој праведник. Мислете му е вие. И одговорајќи целиот народ рече: крвта негова нека падне врз нас и нашите деца. Кај апостол Павле ги гледаме истите зборови за крвта. Во Дела 18 глава од 5 до 6 стих, кога е во Коринт и збори со јудејците, опишана историјата вака: кога Сила и Тимотеј пристигна од Македонија, Павле беше потикнат да сведочи пред јудејците дека Исус е Христос. Но бидејќи тие се противеа, 6 стих, и хулеа, тој ги протреси или ги истресеа лиштата и им рече: крвта ваша на вашите глави, јас сум чист. Од сега одам кај незабожците. Тука кажува дека е чист од крвта на јудеите. Зошто? Зошто го споделил Евангелието. Затоа е чист од крвта. Во Дела 20 глава понатака кажува дека е чист од крвта на сите. Зошто?
Бидејќи имаме во 21 стих и 27 стих одговорат. 27 бидејќи не пропуштив да ви ја соопштам целата Божја волја, и во 21 стих сведочејќи им на јудеите и на елините покаяние пред Бога и вера кон нашиот Господ Исус Христос. Значи, чист е од крвта, бидејќи им сведочел и на јудеите и на елините, тоест им сведочел на сите. Затоа е чист. Чист е бидејќи евангелизирал. И во први Коринтијаните користи, кажува Павле многу интересен збор или стих, например во 9 глава 16 стих вика: ако го проповедам Евангелието, тоа не е за моја пофалба, бидејќи тоа ми е должност, а тешко мене ако не го проповедам. Овде тешко мене е зборот да бидам под Божјата осуда или гнев. И сега каква примена или корелација има тоа со нас? Во 2 Коринтијаните 5 глава 20 до 21 стих ја гледаме корелацијата. Павле вика: така, ние сме Христови пратеници или амбасадори, како од Бог да зборува преку нас. Што зборува? Ве молиме во името на Христос, помирете се со Бог. Кој се тоа ние овде? Тоа ние се сите христијани. Сите христијани се Божји амбасадори и знаеме дека што прави еден амбасадор? Представува земја од каде што доаѓа. Така, на друга земја. И ние сме Божји амбасадори и ги повикуваме или го представуваме Божјото царство тука на земјата и ги повикуваме сите луѓе да дојдат кон нешто. Кон што е тоа нешто? Кажува да дојдат до помирување со Бог. Во 2 Коринтијаните 5 глава 18 стих пишува Павле: се од Бог, кој не помири со себе преку Христос и ни го даде служението на помирување. Значи, ние како верници, сите ние како верници, сме Христови амбасадори на земјата, оставени за таа причина, да го представуваме Божјото царство и да им викаме на сите луѓе, тоест да евангелизираме, тоест да сведочиме: помирете се со Бог. Помирете се со Бог преку Христос. Тоа е нашата цел. Доаѓа Божјиот гнев. Доаѓа една голема бомба која ќе експлодира на овој свет и масивно ќе експлодира и сите ќе бидат зафатени. И оваа бомба која доаѓа, која е Божјиот гнев, која е Божјата лутина, ние ја знаеме, така. И одиме, Бог не пушта предходно. Одете и кажете им на сите да се помират со мене, зашто доаѓа Божјиот гнев. Јас доаѓам. И кога ќе дојдам, ќе ги судам сите. И сите ќе бидат фрлени во пеколот. Значи, ние како Божји амбасадори одиме, ги предупредуваме луѓето, им викаме: помирете се со Бог преку Христос. Го шириме Евангелието. Прашањето е дали се гледаш себе си како Божји амбасадор. Дали се гледаш себе си како Божји амбасадор? Или си премногу зафатен и преокупиран со твои обрски, со своји собствени интереси и интересите на Божјото царство, интересите на Бог, на Христос, се негде ставени на страна. Се у некој ќош. Се занемарени. Умот ти е толку преокупиран со земни обрски, празнини, што нема место за Божите интереси. Дали ги повикуваш другите кон помирување со Бог? Дали си чист од крвта на луѓето? Или кога ќе си ги видиш твоите раце течат со крв, се извалкани од луѓето? Дали твојата совест е чиста
и можеш да кажеш како Павле, чист сум од крвта на сите, чист сум од совеста на сите. На сите им кажав за Христос, на сите им кажав за Евангелието. Или не? До сега видовме 3 причини зошто треба да евангелизираме. Тоа беа, првата беше Божја заповед. Врвниот Креатор ни вика, оди и прави мои ученици. Оди и евангелизирај. Љубов кон луѓето, тоа беше втората причина. И третата е да сме чисти од крвта. Четвртата причина или мотивација зошто треба да евангелизираме е ужасот на пеколот. Ужасот на пеколот е четвртата причина. Кога ќе видиме каков е пеколот, опишан во Библијата, и каде ќе одат луѓето кои не го познаваат Христос после овој живот, кои не го знаат Евангелието и не се покоруваат на Евангелието, тоа ни дава енормна мотивација да евангелизираме. Джозеф Алин во Аларм за неконвертираните пишал за пеколот во адаптиран цитат вака. Отворен цитат. Погледнете надолу во јамата без дно. Погледнете во пеколот. Гледаш ли како чадот од нивните маки се искачува за секогаш и секогаш? Што мислиш за тие синџири на темнината? Можеш ли да бидеш задоволен како горат во вечноста? Гледаш ли како црвот голта, како бесне е огинот? Дали ја гледаш таа провалија на пропаст? О, положи гувото до вратата на пеколот. Ги слушаш ли клетвите и богохулењето, плачот и лелекот? Како се жалат за своите глупости и се проколнуваат себе си? Како рикаат и чкртаат со зъбите? Колку длабоки се нивните овкања? Колку се незамисливи нивните беди? И колку би бил пострашен плачот, кога Бог би ја симнал покривката од устата на пеколот и би дозволил плачот на проклетите да се искачи во сиот негов ужас меѓу луѓето. И од нивните овкања и беди, ова е продорниот и убинствениот збор. За секогаш, за секогаш, за секогаш. Затворен цитат. Чарлс Пис, осуден криминалец, откако слушнал за пеколот, за кој ладно зборувал затворскиот капелан кој го придружувал до неговата екзекуција, одговорил велејќи: Господине, јас не ја делам вашата вера, но ако верував во она во што вие велите дека верувате, тогаш, иако Англија беше покриена со скршено стакло од брег до брег, јас би ползел по должината и ширината на раце и колена и би поместил дека болката вреди само да спасам една единствена душа од овој вечен пекол за кој зборуваш. Затворен цитат. Проклетите во пеколот ќе плачат. Колку страотен, колку мачен, колку неопислив ќе биде тој плач. Зошто ќе плачат? Џон Бањан во неколку воздушки од пеколот, книгата, во адаптиран цитат го дава одговорот. Отворен цитат. Проклетите ќе плачат, бидејќи ќе бидат одсечени од земјата на живите и никогаш повеќе ќе немаат никакво место во неа. Тие ќе плачат, бидејќи Христовото Евангелие често им се нудело, а сепак тие не го искористиле. Тие ќе плачат, бидејќи иако доброволно би се покајале и поверувале, сега, сепак не можат да бидат спасени во пеколот.
Тие ќе плачат бидејќи биле толку глупави што ги следеле нивните задоволства кога другите го следеле Христос. Тие ќе плачат бидејќи мора да бидат одвоени од Бог, Христос и Царството Небесно и тоа за секогаш. Тие ќе плачат бидејќи нивното плачење нема да им донесе никакво добро. Тие ќе плачат бидејќи на судниот ден ќе мора да застанат од левата страна на Христос, меѓу безбројната чета на осудените. Тие ќе плачат бидејќи Лазар, кој еднаш го исмеувале, се од оние кои седат со Христос да судат, да им донесат пресуда на осуда за нивните души за секогаш и секогаш. Тие ќе плачат бидејќи ќе бидат мачени во вечност, цела вечност, без најмал прекин или леснотија. Затворен цитат. За пеколот еден има напишано: пеколот е длабока, густа и тешка темнина, кој безброј сонца не може да ја осветлат. Пеколот е разорен, бесен и ненаситен оган, што безброј океани не можат да го изгасат. Пеколот е мачна, очајувачка, иритирачка тага, кој безброј песни и вина не можат да го ублажат. Пеколот е безнадежен, тесен и маглив лавиринт, кој безброј математички равенки не можат да го решат. Пеколот е страшна, отровна и постојано разорувачка болест, која безброј лекови и терапии не може да ја излечат. Пеколот е вечна болка, кој безброј олеснувања не можат да ја смират. Жива смрт, кој безброј убиства не можат да убијат, ужасен космос, кој ги чека сите грешници по смртта. Затворен цитат. Пеколот е ужасно, страшно, незамисливо место. Пеколот е темен, црн, вечен, агоничен универзум. Таму ќе нема одмор, ќе нема пауза, ќе нема мир, ќе нема ладна вода, ќе нема убаво јадење, туку вечен оган за секогаш. Вечни агонии, вечни мизерии. Зар нема да им кажеш на луѓето како можат да го избегнат овој оган? И како може тие да се спасат? Зар нема ли? Зар ќе оставиш луѓето така срекно да пропаднат во пеколот? Зар нема ли да евангелизираш? Денеска видовме 4 причини зошто треба да евангелизираме. Првата беше Божја заповед, љубов кон луѓето, чистиот крвта и ужасот на пеколот. И Джеймс Смит, со кој ја почнав оваа проповед, пишува дека гревот е оган кој е сега само на почеток и е индикативен од тој пострашниот оган кој се наоѓа во пеколот. И доколку или добро беше што баба на оваа внука, кога слушна и можеше да дојде на помош и ја спаси незината внука од оган. Читателот Джеймс вика, без разлика ти дали го знаеш или тоа или не, сега гори. Огинот може сега тлее, но ќе избувне пламен за кратко. И сите ќе извикаат во горчлива агонија и во ужасите на очајот, јас сум мачен во овој пламен. Како ова баба што го спасила животот на оваа внука од смрт, од оган, дали и ние ќе одиме да ги спасиме луѓето
од огинот кој сега тлее во нивните души и ќе се разгори цела вечност во пеколот. Дали ќе дојдеш да ги спашиш луѓето од овој оган? И ако не дојде Евангелието, ако не сведочиме ние, ако не евангелизираме, како очекуваме луѓето да се спасат? Како очекуваме да го избегнат овој оган? Ако не дојде Евангелието, луѓето ќе пропаднат во пеколот цела вечност. Сега да преминеме на примена. Прашањето е јасно, дали евангелизираш? Доколку не, што се случува во твојот живот? Зошто си инертен и незаинтересиран? Од што се плашиш? Дали се покоруваш на Бог со оваа заповед? Бог не ни заповеда дојдеме и да градиме врски со неверници. Бог не ни заповеда да се спријателуваме со неверници, со надеж дека ќе ги евангелизираме. Бог јасно ни заповеда да правиме ученици, да евангелизираме. Не ти вика прави врски, гради врски, чекај, спријатели се, чекај да те праша. Него вика оди и збори, оди и сведочи, оди и евангелизирај. Дали ги љубиш луѓето? Или се љубиш себе си повеќе и своите интереси? И луѓето се тука да ти служат тебе. Луѓето се тука тебе да те тапшаат, да ти ги задоволуваат твоите интереси. Исус не дојде и не ни даде таков пример. Исус дојде да служи. Исус дојде да умре. Исус дојде да си го даде својот живот. И може би немаш капацитет за ваква љубов. Може би твоето срце е мало, згужвано и темно. Може би не си спасен. Може би не си нановороден. Испитај се. Испитај се каде стоиш пред Бог. Каде е твоето срце? Кога никој не гледа. Кога никој не е околу тебе. Како е твоето срце? Како е твојата љубов? Кога ќе се ги видиш твоите раце, дали твоите раце се чисти од крвта на луѓето? Или течат и крвишта си извалкан, не само рацете, туку од горе до доле. Цел си со крв. Цел си со вина, цел си со осуда. И дали те загрижува пеколот и дека луѓето таму ќе отидат? Дали те загрижува што Скопје тоне во грев, тоне во мизерија, тоне во тага и дека е на пат на пеколот? Дали те загрижува што Македонија е на пат на пеколот? Ако не те загрижува тоа, ако немаш товар колку луѓе не го познаваат Христос, ако си апатичен и незаинтересиран за овие работи, може би и ти ќе им се предложиш на овие у пеколот. Може би и ти не си нановороден. И не е ништо страшно да кажеш не сум нановороден, не го знам Христос. Дојди пред Него додека е уште рано. Дојди пред Него уште пред да се затвори портата, да се затвори времето на милост. Може би си верник, може би го знаеш Христос, но ете си толку
преокупиран со земни работи, со себе си. И си заборавил што е Божјата заповед, си заборавил зошто си овдека. Покај се денес, одлучи дека ќе биде првенствено тоа во твојот живот. Дека Христос ќе биде број 1 и него ќе го следиш и нема назад, дека ќе се покоруваш на неговата заповед и ќе го следиш него. Ќе евангелизираш, ќе сведочиш за него. И твоите раце на судниот ден ќе бидат чисти од крвта на сите. Ќе бидеш чист и нема да има никаква осуда. Твојата совест нема да те јаде. Чарлс Спрџен кажал: ако грешниците се проколнати, барем нека скокаат во пеколот над нашите мртви тела. Ако загинат, нека загинат со нашите раце завиткани околу нивните колена, молејки ги да останат. Ако пеколот мора да се наполни, нека се наполни покрај нашите истоштувачки напори и никој да не остане без предупредување и без молитва. Да се помолиме.